Почитувани граѓани, почитувани млади. Навреда за сите млади, врв на лицемерие и цинизам е повикот на Христијан Мицковски младите да не се иселуваат. Па младите поради него и криминалната организација ВМРО сакаат да се иселат. Поради криминалот, корупцијата, сиромаштијата, немањето систем и партизацијата. Мицковски им ја краде иднината на младите. Со намерното блокирање на европскиот пат, најголема штета трпаат младите македонски генерации. Наместо европски пат и интеграција, истиот тој Мицковски отворено ни порача дека бил подготвен да чека децении за влез во Европската Унија. Децении да стоиме во место, во изолација, да не држи како заложници. Ни продаваат лажен патриотизам, додека државата ја водат луѓе со бугарски пасоши. Во сред криза, владата на ВМРО не донесе ниту една мерка за младите, ниту ја зголеми минималната плата, ниту донесе директни мерки против поскапувањето. Додека Мицковски ги повикува младите да не придонесуваат за туги економии, тој нашата економија ја уништува и неконтролирано се задолжува. За само 2 години направи нов долг за 2,3 милиарди евра. Долг кој ќе треба ние младите, идните генерации да го враќаме. Ние ќе треба да ги враќаме долговите за криминалните тендери на шефот на мафијата Мицковски. Младите масовно се иселуваат и ќе продолжат да се иселуваат од земјата, не затоа што не ја сакаат Македонија, туку затоа што не гледаат перспектива на чело со Мицковски. Ова расипничка и криминална власт ни ја одзема надежта дека тука може достоинствено да живееме, работиме и да напредуваме. Почитувани млади, изборот на следните избори е иднина со Социјалдемократскиот сојуз или изолација со ВМРО-ОКГ, иселување со Христијан Мицковски или Европа дома со Венко Филипчи. Изборот е повеќе од јасен.